Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Грантовите за отворање сопствен бизнис, главен столб на оперативниот план на владата. Оркестарот Александар од Виена е добитник на Гран-при наградата за најдобри изведувачи на годинешниот фестивал на народни инструменти и песни Пеце Атанасовски. Голем интерес кај прилепчани за билетите за Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински. Од денеска започна продажбата на влезници и онлайн. Познато е кога ќе се одржи пивофестивалот во Прилеп, се интензивираат подготовките. Од полноќ се намалуваат цените на горивата. Времето денеска сончево и топло. Урбан маркетинг. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфорно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Велес, Скопје. Ваш сигурен превозник Роман Прилеп. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас, управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време. Со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со гласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. Грантовите за отворање сопствен бизнис, главен столб на оперативниот план на владата. Со оперативниот план 2025, насловен Визија за промена, целта е младите луѓе да бидат задржани во Македонија, тука да работат, творат и да ја градат својата иднина и семејство. Мерката за самовработување предвидува да опфати 1703 лица кои ќе имаат можност преку неповратен грант да отварат своји бизниси, што представува директна поддршка за стартап бизниси на млади. Мерките, кои директно ќе влијаат врз развојот и напредокот на младата популација, се поддршката за самовработување невработени лица до 29 години, која треба да опфати 720 лица, што ќе добијат финансиска поддршка од 615.000 денари неповратни средства за основање на бизнис. Поддршка за 220 млади до 29 години за здружување на 2 содружника во ДОО кои ќе добијат неповратни средства во износ од 1.230.000 денари. Исто така планот предвидува доделување на 3.000 денари за финансирање на дел од трошокот за регистрација на правен субјект. Во овој оперативен план се предвидува да бидат вклучени минимум 40% од младите во државата, кои ќе имаат можност да работат и да творат во неа. Оркестарот Александар од Виена е добитник на Гран-при наградата за најдобри изведувачи на годинашниот 51 фестивал на народни инструменти и песни Пеце Атанасовски, кој викендов се одржуваше на Рудина во Долнени, лулката на гајдаџиството во Македонија. На фестивалот двата дена учествуваа околу 300 изведувачи од земјава и од странство.
Младиот гајдаџија Александар Ангелов од Штип е добитник на наградата Гајдата на Пеце, што ја доделува општина Долнени. Вели дека цел живот е со звуците на гајдата. Околу 300 изведувачи на изворниот мелос од Македонија и од странство на родина Долнени викендов ги разлеваа традиционалните звуци. Фестивалското жири за особени изведби додели и 10 статуетки со патронот на фестивалот, 3 гајдарки и дипломи на сите учесници. Во рамките на фестивалот се одржаа семинар за изучување на изворниот мелос и симпозиум Фолклорот во минатото и денес. Од 18 до 20 јули во Прилеп ќе се одржи традиционалниот фестивал на пивото и на скарата Пивофест. Со пивофестивалот во средината на месец јули Прилеп ќе биде центарот на забавните случувања. Со цел да се вклучи јавноста, организаторите понудија и опција граѓаните да даваат своји предлози за тоа кои естрадни звезди, групи, јавноста сакаат да бидат учесници или видени на Прилепскиот пивофестивал. Се очекува трите фестивалски дена да донесат голем број посетители и новини, богата забавна програма, повеќе видови пиво и вкусна скара. Пивофест во Прилеп е една од најголемите летни манифестации препознатлива на Балканот и веќе претендира да стане водечка во регионот како туристичка атракција. Утрово во 10 часот започна продажбата на влезниците за 13-те представи од официјалната и од независната селекција на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински, што од 6 до 13 јуни ќе се одржи во Прилеп. Влезници може да се купат и со онлайн продажба. Редици луѓе утрово чекаат за да купат влезници за представите. Ретко кој град или манифестација може да се пофали со таков интерес за посета на каков било фестивал. Исто така, представата на Македонскиот народен театар 12 во режија на Синиша Ефтимов, кој треба да го отвори фестивалот в петок, е веќе распродадена по само неколку часа. Ден пред почетокот на фестивалот на 5 јуни в четврток од 19 часот и 30 минути во фоајето на Центарот за култура Марко Цепенков ќе биде отворена изложбата на фотографии 75 за 75, односно 75 фотографии за 75 години театар Војдан Чернодрински. Регулаторната комисија за енергетика ги намали за 0,5 денари цените на бензините, дизелот и на нафтата за горење и ја зголеми цената на мазутот. Од ноќеска на полноќ цената на бензинот Евросупер 95 ќе изнесува 74,5 денари по литар, на Евросупер 98 ќе изнесува 76,5 денари по литар, а на дизелот таа ќе изнесува 65 денари. Цената на маслото за горење екстра лесно ќе изнесува 67,5 денари по литар. Од полициската хроника. На 1 јуни 2025 во 17 часот и 15 минути во ОВР Прилеп е пријавено дека во близина на селото Оревоец Прилепско 71 годишниот МТ од Прилеп бил физички нападнат од ТН. Се преземаат мерки за расчистување на настанот. Денеска на 2 јуни во 3 часот и 27 минути во ОВР Прилеп е пријавено дека на улица Гостиварска во Прилеп настанал пожар во помошен објект од стара џамија во кој престојувал СШ 76 години. Пожарот бил изгаснат од екипа на територијалната противпожарна единица Прилеп, а лицето поради вдишување на чад бил пренесен во медицинска установа за укажување помош. Временска прогноза. Времето денеска сончево и топло со мала до умерена локална облачност со слаб до умерен ветер од јужен правец. Минималната температура во Прилеп се движеше до 12, а максималната достигна до 27 степени. Во наредните денови следува период на сончево и топло време со мала до умерена облачност. Кон крајот на седмицата ќе има услови за локална појава на нестабилност со пороен дожд и грмежи. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника, продукција Радио Пела, јуни 2025. Уредник Гордана Цветановска. Техничка реализација Никола Димески.